почитувана председателка на Советот на јавни обвинители. Пред нас денеска е извештајот за работата на Советот на јавни обвинители за 2023 година. Четврти или петти говорник сум денеска и морам да кажам дека се сложувам со сите претходни говорници и навистина не само годинешниот извештај, туку и претходните извештаи кои што ги имаме разгледувани тука на комисија и на пленарна седница, навистина не доликуваат за тело, институција која што треба да обезбеди законитост и независност на јавните обвинителства. Морам да констатирам дека извештајот е сувопарен, штур, не содржи никакви подетални податоци за работата и на Советот, па и на јавните обвинителства, и од тука продолжува тенденцијата на нетранспарентност во работењето на Советот на јавни обвинители, и тоа замислете во услови кога во Македонија бесне корупцијата и криминалот, и во услови кога народот јасно и гласно кажува дека навистина треба да се преземат радикални мерки за борба против таа корупција. Ние тука добиваме годишен извештај од кој што навистина не можеме да ја разбереме суштината на постоењето на овој извештај и на она што е содржано во истиот, а без при тоа да кажеме дека извештајот е само изработен колку да се исполнат законските обврски на Советот на јавни обвинители. Се согласувам со поголемиот број на граѓаните, односно според истражувањата 80% од граѓаните немаат никаква доверба во обвинителството и во судството. Ако се направи детално испитување, верувам дека таа недоверба сега е порасната на 99%, можеби и 100%. А од тука Советот на јавни обвинители како највисоко тело кој што треба да врши контрола на работата на обвинителствата, да ја унапредува работата, да обезбеди независност, целосно потврдува својата улога и воопшто не ја исполнува улогата општествена, како сакате, политичка во борбата против не политичка, во борбата против криминалот и воспоставување на систем на владење на правото. Се согласувам со моите колеги дека е потребно распуштање час поскоро на Советот. Сметам дека морален чин ваш, како председател на Советот на јавни обвинители, е денеска да искористите можности да се поднесете оставка од оваа функција, затоа што верувам дека како професионалец сигурно ќе имате можност повеќе да дадете придонес во борбата против гонење на криминалот и борба против корупцијата во државата, отколку што сте на оваа позиција. И навистина, ете и помалку и се надевав дека можеби денес ќе ја слушнеме и првата оставка, но тоа не се случува, па да видиме што ќе покаже времето. Како што кажав, потребни се реформи, силни, корените реформи во системот, комплетно реструктурирање на системот на обвинителството и на судовите, за да полека почне да се враќа довербата на граѓаните, затоа што Македонија, за жал, е држава во која што нема правен систем, не владее правото и граѓаните се чувствуваат незаштитени. Тоа доведува до зголемено незадоволство кај нив, кое што пак рефлектира и кај нашите пријатели во меѓународната заедница и директно влијае на процесот на инвестиции во државата, затоа што никој не сака да инвестира во држава во која што нема правна сигурност, односно никој нема да инвестира пари доколку е свесен дека од другата страна го чека некој кој што ќе треба да наплати за таа инвестиција, односно преку коруптивни и криминални елементи. Исто така извештајот на Европската Унија за напредокот на Република Македонија за минатата година исто така таргетираше големи проблеми во делот на владењето на правото и на правосудството, и сите знаеме, не е тајна дека владата на СДСМ и ДУИ целосно потврли во овој сегмент, и очигледно е оние кои што успешно ги полнеа институциите со
кадри кои што беа блиски на врхушката на ДУИ на СДСМ, денеска не се тука да кажат збор два во одбрана на институциите, кои што за жал повеќе ги представува нивните политички и бизнес интереси, отколку интересите на граѓаните. Од тука можем да констатирам дека Советот воопшто или многу малку ја одигра својата улога во извештајната 2023 година, па дури и кога се говори за надлежностите, можем да кажем слободно дека многу често беше или бил заобиколуван како нели орган кој што би требало токму да се занимава со обезбедување на самостојност, професионалност и стручност во работењето на јавните обвинителства. Понатаму во извештајот еве можам да прочитам дел, вели Советот, обврска на Советот е да работи на зголемување и одржување на довербата на јавноста во неговото работење, а воопшто и во самиот јавно-обвинителски систем. Од тука може да се заклучи дека не ја исполнивте оваа функција, па сметам дури дека Советот не успеа и самиот себе да се заштити од овие влијанија и дозволи во неговите редови да има коруптивни елементи кои што гледаме дека завршија и со пресуди. И тоа е навистина за жалење, покажува вистинската слика за која што цело време во нашиот претходен мандат апелиравме дека треба да се промени, па требаше да реагираат и представниците на амбасадите во Република Македонија, како амбасадорката на Соединетите американски држави, која што нели јавно изрази загриженост и вознемиреност околу работата на судовите обвинителствата, а особено околу изборот на јавниот обвинител за гонење на организиран криминал, во кој што вие останавте како Совет неми сведоци на целата постапка која што не беше транспарентна и за кој што обвинителите гласа нели за личност, за која што во своето обвинителство не покажал никакви резултати во гонење на организиран криминал, немал покренато ни една постапка за конфискација на имот, па дури во рамки на Советот се разговарало околу неговата нели професионалност за да биде на оваа позиција, но на крајот дозволивте да останете неми сведоци на целиот процес и да се направи таков избор како што се направи. Во однос на работењето на Советот, можем да заклучам дека продолжува трендот на нетранспарентно работење, иако се според еден извештај, ако се спореди бројот на седници одржани на Судскиот совет и Советот на јавни обвинители, се гледа дека многу помалку седници имате одржано во однос на Судскиот совет, па дури има и периоди во годината од 50 дена каде што воопшто и не сте работеле, тоа значи дека и не ги заслужувате платите кои што граѓаните ги одделуваат за да ве платат. Понатаму во делот на записниците и самите споменавте дека се објавуваат јавно, констатирано дека записниците се штури и не содржат информации за дискусиите, без можност да се добие преглед за ставовите на тоа кој обвинител какво мислење имал за одреден проблем. Истите записници се објавуваат многу покасно и се закачуваат на веб-сајтот, па дури по 2 месеци. Ова е делот од еден извештај. Понатаму детектирано е кршење на процедурата со упатување на обвинители од страна на јавниот обвинител во оваа извештајна година, без знаење на Советот на јавни обвинители, што е спротивно на надлежноста на Советот, односно согласно законот избор на јавни обвинители врши Советот на јавни обвинители по претходно објавен оглас, а се случувало обвинител да биде упатен од страна на јавниот обвинител без знаење на Советот. Това го знаете, но не е детектирано во вашиот извештај. Што се однесува до изборот на јавни обвинители, вклучително и од последниот оглас на Академијата за суди и јавни обвинители, останува проблемот дека листите на кандидати не се објавуваат јавно на веб страната, а оние кои што се објавуваат се без критериуми за тоа на кој начин се изготвуваат.
Исто така, интересно беше во еден од извештаите кои што ги прочитав е дека Советот на јавни обвинители цели 4 години не бил запознаен со тоа дали определени јавни обвинители одат на работа или не. Односно, дали воопшто имаат земено предмети во работа и дали постапувале по истите. Верувам дека знаете за кои случаи се работи. Значи, станува збор за јавни обвинители кои што се упатени од страна на јавниот обвинител. И сега тука се поставува прашањето, ние денеска читаме извештаи преполни со, незначителни, неважни информации, а не слушаме не можеме да прочитаме како е возможно Советот да дозволи ваква анархија и непочитување. И би сакал да прашам дали се преземени конечно мерки во однос на ова и дали до денес имате обезбедено информации дали овие обвинители воопшто оделе на работа и дали нешто сработиле во тој период. Да ви конкретизирам, се мисли на обвинители кои што се упатени од јавниот обвинител да постапуваат по предмети од поранешното СЈО, противуставната СЈО, се сеќавате добро на СЈО, на специјалното јавно обвинителство. Ова представува кршење на членот 9 од Законот на Советот на јавни обвинители, каде што е предвидено дека Советот ги разгледува и оценува годишните извештаи на јавните обвинителства. Значи, сте имале можност да ги согледате овие работи, веројатно ги знаете, верувам дека ги знаете, но како и за се друго, останувате неми и на тој начин правите дупла штета на системот, на обвинителскиот систем и на професионализмот на јавните обвинителства. Врв на непрофесионалноста, пак ќе повторам, беше тоа што Советот остана нетранспарентен при изборот на Ислам Абази за јавен обвинител за гонење на организиран криминал и корупција. Човек кој што е во многу блиски релации со највисокото раководство на ДУИ и како што кажав, како обвинител претходно не оставил никакви позитивни резултати во гонењето на организиран криминал и не повел ниту една постапка за конфискација на имот. Во делот на ефикасноста, во извештајот читам дека сте дале позитивна оценка на сите обвинителства. Навистина е смешно. Сите знаеме дека голем дел од обвинителствата се неажурни. Докажавте бројот на претставки кои што велите дека се намалил. Па намалувањето е затоа што не веруваат веќе луѓето дека може да добијат правда преку поднесување на претставки и токму заради тоа не ги ни поднесуваат воопшто. Давате позитивна оценка за работењето, а сметам дека воопшто сликата за работењето на јавните обвинителства не е позитивна. Остануваат проблемите и понатаму со недостаток на човечки ресурси, пред се на јавни обвинители, но и на стручен кадар, недоволно ресурси за работа, недостаток на истражни центри. Ова го читаме секоја година во сите извештаи. Истите проблеми се привлекуваат за жал со години. Заклучокот е дека Советот на јавни обвинители воопшто нема соодветна стратегија за решавање на проблемите во обвинителствата и намерно или намерно покажува неспособност во менаџирањето. Ќе привршувам тука некаде. Сакам да го истакнам исто така моето мислење дека односно негативно мислење по овој извештај. Сметам дека пропуштивте голема прилика да направите некоја промена во тоа сивило кое што владее во Советот со години, но не успеавте тоа да го направите и можам да кажам дури дека овој извештај е многу послаб дури и од оние претходни извештаи кои што беа катастрофални. Советот на јавни обвинители дозволува заобиколување на процедурата, со што директно работи сам против себе, односно ја крши својата надлежност при постапки за избор на јавни обвинители и продолжува трендот на неказливост и нетранспарентност, особено при изборот на јавните обвинители. Не се навраќам за дисциплинските постапки, затоа што дел од моите колеги зборува веќе за тоа колку малку дисциплински постапки има, колку мерки се изречени, колку се разрешени. Мислам дека еден обвинител е разрешен
и тој си поднел самиот оставка од функцијата, значи тој не бил разрешен. Од тука сметам дека остануваат проблемите кои што ќе мора да ги решаваме во иднина. И за жал на крајот се доведува во прашање интегритетот на членовите и во иднина ќе мора да се внимава какви членови на Советот на јавни обвинители ќе бидат поставувани и избрани. И се надевам дека тоа ќе бидат лица кои што имаат капацитет да стават крај на тенденцијата на рушење на угледот на оваа институција и пред се ќе работат во интерес на враќањето на довербата во владењето на правото. Ви благодарам. Благодарам и јас, колега.